На денешната пресконференција председателката на инспекцијскиот совет Магдалена Филиповска-Грашковска соопшти дека инспекцијските служби во периодот од 30 ноември до 6 декември извршиле вкупно 4635 контроли и надзори. Инспекторите од Државниот пазарен инспекторат извршија вкупно 3129 контроли и 490 вонредни инспекцијски надзори, од кои најголемиот број се поврзани со почитување на протоколите за отварање и работа на угостителски објекти и кафетерии. Врз основа на извршените контроли во различни видови на субјекти од страна на пазарните инспектори изречени се 30 прекршочни пријави и по 44 решенија и прекршочни платни налози врз основа на материјалните закони по кои постапува овој инспекторат. Пазарните инспектори донеле 4 решенија за забрана на работа на 4 гостителски објекти, од кои 3 во Скопје и 1 во Гостивар, во кои констатирале дека не се почитува протоколот, односно истите работеле после 21 часот со повеќе гости на маса отколку што е дозволено. Државниот инспекторат за труд пак во текот на минатата недела реализираше 489 надзори кај работодавачи, при што донесени се 18 решенија за констатирани неправилности од областа на работните односи. Додека пак Државниот санитарен и здравствен инспекторат утре ќе спроведе инспекцијски надзор за околностите за смртта на 28-годишниот пациент од Скопје, кој почина на 8 декември од COVID-19, соопшти денеска директорката на ДСЗИ Ирина Сотирова Бухова. Работел и вршил